Добар криптоентузијасти, прво за многу години празникот, Христос воскресе. Се надам дека сте со вашите блиски и дека уживате во овој празник. Еве, ние работиме, како и секогаш. Со тоа што денес, како што веќе ветивме, ќе го обработиме Night токенот на Midnight блокчейнот, кој што е сайдчейн на Cardano. Така да тоа е нашата работа за денес. А нормално ова е во склоп на веќе завршената, така речено, недела, ова е последната содржина. Со тоа што би ви препорачале да ги погледнете до сега направените содржини. Оваа недела беше доста интересна, со многу различни, би рекол, содржини по тип. Четврток, лов на дно, дефинитивно треба да го проверите и да го погледнете заедно со саботното специјално видео. Нормално ова беше потенцијални Black Swan настани и детална анализа на очекувањата од преговорите помеѓу Иран и Мурика. Овие видеа може да ги најдете на Rumble и линк до истите на секој од нашите социјални мрежи. Исто така за следната недела веќе е подготвена нашата програма. А во текот на оваа недела ќе ги обработиме Flare коинот, тоест токенот, во вторник. Четврток имаме многу битен лайвстрим на нашиот YouTube канал конечно назад, после забраната од една недела, каде што во истиот ден, прво во утринските часови ќе имате посебно видео кое што ќе ви објасни се што треба да знаете за Gimijia блогот и за нашата веб страна, кое што ќе ви објасни нормално детално како да ги користите, посебно блогот Gimijski за вести и информации, а нормално во текот на истиот ден ќе биде лансирана и Gimijia TV официјално на нашиот YouTube канал, со тоа што очекувате лайвстрим во вечерните часови кој што нормално ќе се посвети на прашање од заедницата. И ќе биде интересно, значи во склоп на истиот ден ќе имаме лансирање на Gimijia 2.0, до сегашните блог и веб страна достапни сите наши членови, како и Gimijia TV за прв пат во етерот. Така да се надевам дека ќе уживате, исто верувам дека ќе уживаме и ние во целата оваа ситуација. Gimijia 2.0 е овде. Сабота ќе имаме техничка анализа лов на дно на пазарите, нормално, и во недела ќе обработиме Hedera Hashgraph со свој апдейт на нашата плейлиста, затоа што овој коин е веќе обработен. Со тоа што може да видите статистиката за нашата работа е, како што може да видите и сами, доста зборува сама за себе. Скоро 1460 денови работа, 3419 видеа, 350 лайв стримови, значи исто како да сме правили лайв стрим апсолутно цела година секој ден, 160 едукативни видеа, 120 обработени коини, ова е 121-иот, и така натаму може да видите и сами, значи ова е само почеток, дефинитивно продолжуваме со исто темпо. И нормално линк до сите известувања кои што ќе бидат за нашата роденденска лайвстрим сесија, може да најдете на евентот кој што е објавен на врвот на нашата Facebook страна. Во дискусија ќе бидат објавени сите детали во текот на оваа недела. Дополнително во текот на вчерашниот ден заклучивме партнерство со Chain of Blocks самитот. Значи ова е втор пат се одржува во Валета, ќе биде официјално настанот на Валета за блокчейн. Ова ќе биде наше второ гостување, значи ние сме со овој настан уште од самиот почеток и вчера официјално најавија дека сме дел од заедницата, односно партнер на овој настан кој што ќе се одржи од 20 до 22 мај 2026 година. Се уште се договараме кој ќе биде нашето учество, дали ќе имаме директно учество во однос на едукација и своја презентација, или пак ќе бидеме дел од судиите потенцијално на еден интересен напредок кој што ќе се одржи за блокчейн проекти. Останува да видиме, сега ќе бидете известени што понатаму околу ова. И со тоа нормално денеска почнуваме со официјалната работа, тоа е нормално Cardano токенот или сайдчейн Midnight, односно Night. Со тоа што знаете, и сами сите овие коини кои што ги обработуваме, прво бараме од вас да ни предложите кои би сакале коини да ги обработиме. Како го правиме тоа? На нашата Facebook страна ќе видите ваков тип на пост во кој што бараме вие да ни предложите кои ќе бидат следните коини односно токени и нормално во однос на предложеното ние практично ќе одбереме кои се моментално најдобрите според карактеристики нормално коини и ќе ги ставиме во следната група за обработка, која што најчесто работиме како алткоин недела во 4 или 5 коини, односно токени обработени во текот на една недела. Откако ќе обработиме денеска Midnight, ни остануваат уште Flare, Conflux, Telcoin, Trust Wallet, TWT и Centrifuge од вашите последни предлози. И нормално потоа ќе се фокусираме на нови, но и, како што кажавме, ќе работиме и на стари проекти. Веќе имаме обработено неколку од нив, значи Cardano, Chainlink, Ethereum, беа веќе обработени на нашиот канал, XRP исто така.
со тоа што нормално ќе правиме вакви апдети да видиме до каде се моментално овие проекти и што се случува со нив, дали и понатаму заслужуваат да бидат дел од нашето портфолио. Како да правиме оваа анализа? Сите овие коини може да ги најдете во нашата плейлиста. Тоа е плейлистата истражување на коини и токени на нашиот канал, каде што може да ги најдете сите до сега обработени коини, прв пат, втор пат, нормално сите, да речем, побитни апгрейди, апдејти, нели, се што се случува со овие проекти може да најдете во оваа плейлиста и на тој начин на македонски јазик да се запознаете со овие проекти пред да одлучите дали би инвестирале во нив, дали ова е проект за вас. Дополнително, како го правиме, значи ова како анализа со одговарање на овие 6 групи на прашања во кои што ќе имате целосна идеја за тоа за каков тип на проект станува збор и на тој начин ќе можете нормално да имате многу подобра визија за тоа дали ова потенцијално представува проект во кој што би сакале да инвестирате и така натаму, но не заборавајте, ова е само почетна анализа, секој од вас што сака потенцијално да инвестира во овие коини, препорачаме да ја надгради оваа анализа и да одлучи сам дали ова навистина представува проект за него. Као што кажаме, денеска работиме на midnight, односно night, со тоа што првенствено нормално почињеме од првата група, а тоа е апликација и практична примена на коинот, зашто истиот се користи. Од овие две подпрашања, првото веднаш ќе го одговориме, дали постојат апликации од реалниот свет? Не, затоа што не постои апликација од реалниот свет која што може да ви донесе приватност на блокчейн. Идејата на Midnight е токму тоа, да биде дел од оние проекти кои што ви даваат приватност на блокчейн. Разликата е во тоа што некои од овие проекти како Zcash или Monero ви даваат целосна приватност која што реално за жал е забранета моментално со закон, за разлика од тоа други проекти како што е моментално нели овој, тоа е Midnight, ви даваат, или пример Canton, исто така сличен пример, ви даваат приватност која што е дозволена со закон преку така наречени ZK-Proof тип на технологија. Ова веќе сме го работеле, ZK-Proof тип на технологија представува технологија која што дава приватност, но во исто време оние потребни податоци на одредени органи, институции и така натаму кои што треба да ги достави, ги доставува во форма на конформација, во превод. Тоа многу пати сме го кажале како идеја. Значи, идејата на ZK-Proof е пример, секогаш се зема добар пример за кога влегувате во дискотека. Значи, кога ќе дојдете на врата, нормално обезбедувањето ќе ве праша за лична карта, доколку не сте како мене брадат, така. И нормално кога вие ќе дадете вашата лична карта, обезбедувањето знае за вас апсолутно се, не само колку години имате, така. Значи, тоа е проблемот со моменталниот блокчейн. Блокчейнот е транспарентен и за жал било кој може да ги види сите информации за секоја трансакција, се што се случува на еден блокчейн. За жал, некои од институциите нормално тоа не сакаат да се случува. Верувам дека истото важи и за вас, не сака да сите да знаат што имате, каде поседувате и кој поседува. Па така и во оваа ситуација ZK-Proof представува технологија која што доставува само онаа информација која што е битна за органот кој што моментално нели има потреба од нели проверка или пак некои од лицата кои што моментално учествуваат во овој да речем сообраќај на трансакции. Зошто го зборувам ова? Во случајот на ZK-Proof, доколку вие дојдете пред дискотека, без да ја покажете вашата лична карта, овој тип на софтвер транспарентно проверува дали го исполнувате барањето кое што го бара институцијата, во оваа ситуација обезбедувањето за да ве пушти внатре. И доколку вие имате повеќе од 18 години, значи без да му каже кои сте, каде живеете и колку години имате, само ќе му го даде тоа како податок, односно да лицето кое што моментално сака да влезе во дискотеката има 18 години. Тоа е ZK-Proof лаички одговорено за да може да го објасните и вие и за вас да стане јасно. Тоа е идејата на технологијата која што се обидува Midnight да ја имплементира за институциите кои што сакаат да бидат дел од јавен блокчейн, но не сакаат сите информации да бидат достапни за секој. Значи дека главната цел, како што кажавме, е токму тоа да обезбеди privacy на Cardano блокчейнот. И сега нормално ќе погледнеме, како што кажавме, иницијално овој проект е мал проект, тоест микропроект, се извинувам. Како што кажавме, имаме неколку категории, под 1 милиарда тоа се микропроекти, од 1 до 5 милиарди се мали проекти, од 5 до 10 средни и над 10 милиарди станува збор за големи проекти. Ова е микропроект, значи дека има екстремно мал маркет кап, кога би го споредиле со останатите во нашето портфолио. И како што можеме да забележиме, прво истиот е layer 1 сам по себе, но нема свој слој на безбедност. Односно, иако функционира како сайдчейн на Cardano, кој што самостојно би можел да постои,
истиот нема ниво на безбедност, односно безбедноста ја обезбедува преку Cardano блокчейнот. Значи во тој сегмент он практично ја позајмува безбедноста на екстензивната мрежа на нодови на Cardano. Но сепак станува збор за Layer 1 кој што моментално има свој екосистем, е програмабилен и е негде, сега ќе кажам, 88 место на нормално CoinGecko според Market Cap, но е некој, не знам, 30 место во однос на Layer 1 на оваа категорија. Кога станува збор за privacy, се наоѓа во топ 5, моментално е на 5-то место по големина, мада Chainlink не би го ставил овде, но Monero, Zcash, дури еве и Near Protocol, да. Што значи дека генерално се наоѓа на 4-то место во однос на privacy и Zero Knowledge Proof, како што кажавме, се наоѓа на 3-то место, односно тоа е коин кој што ја користи оваа технологија за да обезбеди приватност на своите клиенти. Сега, кога станува збор на самиот почеток, малку ќе навлеземе во токеномијата, не очекувате да ги одговараме сите овие поред, значи ги одговараме како се движиме ни самиот материјал. Зошто токеномијата? Затоа што овдека сакам да ви покажам дека ово е доста нов токен. Као што можеме да забележиме, од декември 2025 година официјално истиот е така речено пуштен во овие funding rounds, со тоа што веќе немаме официјални ICOs, да се подсетиме, ICOs моментално се уште не се легални во Америка и луѓето имаат страф да направат ICO, поради тоа што имаше големи тужби во времето на Гери Гангстер. Сега моментално оно што може да го забележиме е дека најчесто тоа го прават преку launch pool-ови. Launch pool на Bybit, KuCoin, Gate.io, Binance. Значи во оваа ситуација имаме нова стратегија, нови проекти да се лансираат самите себе си преку нудење на овие платформи во посебен тип на така наречени launch pool-ови, каде што овие менувачници практично нудат дел од вашите токени за возврат за стейкинг. Значи многу често е како на Binance, ако се сеќавате, вие треба да ставите по стейк BNB, а награда добивате во пример во оваа ситуација во Night токени. Со тоа што имаме големи количини на токени кои што се на овој начин распределени, 50 милиони, 12 милиони, 1,25 и 240 милиони, Night токени се вкупно доставени преку ваков тип на лаунчпадови. Да се подсетим исто така имаше и еден многу битен снапшот. Верувам дека знаете за што зборувам. Односно уште во јуни ве информиравме дека ќе има ваков тип на практично снапшот кој што е направен исклучиво за луѓе кои што поседуваат одредени коини во сопственото портфолио на одредени новчаници или менувачници. Сега веќе има уште 236 дена за да ги земете вашите коини, односно токени, само да подсетиме. Значи овој снапшот се одржа на само секунда да го најдам точниот датум, 11 јуни 2025 година. За сите оние кои што имале Cardano, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Avalanche и BAT коини да добијат дел од оваа награда, со тоа што 3,5 милијарди Night токени ќе бидат така речено доделени на овие лица. Јас линкот за овој redemption ќе го ставам во нормално дескрипција. Овде ќе имате видео како практично да спроведете оваа процедура. Ја верувам дека голем дел од вас се, нели, ако се сеќавате и тоа што го објавивме, се нели може да добијат дел од оваа награда, зашто не, тоа се слободни, односно бесплатни токени. Со тоа што дополнително има уште две дополнителни категории за кои што нема да разговараме денес, пак ќе напоменам, ова веќе е обработено, може да го најдете во последното видео за Midnight airdropот. Дополнително во ова видео ќе ги најдете информациите и за овие втор и трет степен на кој што може да добиете ваков тип на токени. Тоа е само во однос на овој ексклучиво битен, би рекол, момент кој што се случи претходната година, а верувам дека многу од вас се уште сте eligible, односно можете да земете вакви коини, односно токени. Сега малку ќе разговараме за неговиот консензус. Значи консензусот негов и понатаму останува да биде, пак ќе напоменам, proof of stake тип на консензус. Зашто го зборувам ова? Значи истиот е направен од Polkadot SDK, значи тоа е Polkadot Software Development Kit, а знаеме дека на Polkadot исклучиво proof of stake тип на блокчейни постојат. Со тоа што дополнително, значи ова е многу интересна комбинација, иако матично е направен на Polkadot со овој тип на Software Development Kit, истиот е моментално партнер чейн, односно сайд чейн на Cardano. Како што веќе спомнавме, тоа ќе го објасниме уште еднаш,
Значи, моментално, како што може видите и сами, нодовите на Cardano се користат за да обезбедат, така речено, безбедност за овој тип на блокчейн. Сега, малку е би рекол, комплицирано од тоа. Основата на овој блокчейн е во Litecoin-от, односно во оваа ситуација токен, затоа што сепак на крајот од денот матично е базиран на самиот Cardano екосистем, како што може видите и сами. Со тоа што Lite токенот ви служи како токен за капитална размена, значи тоа е основниот токен на блокчейнот и во исто време истиот може да го ставите во стейк. За награда добивате Dust токени кои што ги користите за да уплатите практично трансакција. Истите се non-transferable, значи ова се како Soulbind кој игри знае што зборувам айтеми, кои што практично можете да ги користите за плаќање на трансакции, а не можете да ги отугите. Значи едноставно ова се коини, односно токени, кои што можете само вие да ги поседувате. Така да овој начин на кој што функционира самиот блокчейн е Proof of Stake, како што видовме. Сега ќе поразговараме малку повеќе во однос на тоа како изгледа самиот блокчейн, со тоа што ова е нешто слично на VeChain, ако се сеќавате, ова сличен модел VeChain имаше на самиот почеток, каде што VeChain, тоест VET се основните токени, а Vitor токените се практично за газ. Иако се сеќавате исто така, за стейк добивавте практично Vitor токени кога правите стейк на VeChain. Сега, интересниот дел во однос на приватноста, кога би го споредиле со јавен блокчейн, во однос тоа како изгледа на Midnight, а како изгледа на јавен блокчейн. Значи, самите податоци, односно како се моментално меморирани, кога станува збор нормално за јавен блокчейн, овие податоци се меморирани и јавно достапни на нивните нодови во блоковите кои што се состојат во овој блокчейн. За разлика од тоа, во Midnight нодовите имаат посебен тип на архиви кои што не се јавни и во многу чести примери вие практично директните податоци ги чувате директно на вашиот на вашата машина, на вашиот компјутер. Кога станува збор за организација, значи повторно станува збор за блокчейн организација, овдека исто така е организирано на самиот Midnight блокчейн, оваков тип на архив токени, но повторно на некој начин значи вие имате основни податоци каде што може да ги видите трансакциите, но не и податоците за трансакцијата. Тоа е поентата, каде што овој ZK Proof ги заштитува овие податоци. Значи децентрализација најчесто зависи од количината на нодови, типот на консензус и така натаму. Истата ситуација важи за двата типови на блокчейни, и за Midnight и за јавните блокчейни. Кога станува збор за безбедност, да се подсетиме дека безбедноста истиот ја зема од самиот Cardano блокчейн, како што веќе спомнавме. Data immutability, откако истата ќе биде запишена, било каков тип на податок кој што ќе биде запишен на самиот блокчейн, без разлика дали е на сайдчейнот на ZK, се извинувам, Midnight, или пак на јавен блокчейн, е иста ситуација, значи истите не може веќе да бидат променети, тоа е immutability. И use cases, како што веќе кажавме, значи јавните блокчейни нормално служат посебно кога станува збор за јавни податоци. Значи вие може да ги користите, но се е видливо, се е транспарентно. За разлика од тоа, овдека ги имате сите тие use cases, значи може да програмирате, може да направите storage, значи да зачувате одредени податоци, но истите се заштитени со ZK Proof и не се видливи за секого. Сега во однос на тоа како моментално изгледа самиот блокчейн во неговиот програмски дел, значи како што кажавме, основната работа е токму тоа. Вие практично користите така речено компатибилен блокчейн Proof of Stake на Cardano, кој што ви нуди преку програмабилноста вие да одлучите што ќе биде видливо, што нема да биде видливо. На овој начин практично вие целосно може да одлучувате како тоа ќе биде на некој начин организирано на вашата децентрализирана апликација која што имате на Midnight блокчейнот. Со тоа што значи сега ово јас не го знаев, можеби сум грешка, затоа го објавив видеото од Голубовиќ, некогаш кога објаснува може да звучи малку како него. Значи компакт е јазикот на кој што моментално се програмира. Повторно, според она што го видов, можеби сум грешка, компакт е уствари кратенката за C++, значи оној програмски јазик кој што е еден од најпознатите, најкористените во светот. Пак ќе кажам, можеби зборувам глупости, поправете ме во коментари, јас би сакал да научам, сепак на крајот на денот јас сум адвокат и магистар по финансии и финансово право, не сум програмер, така да многу често знам дека некои од овие работи може вас ви се смешни што ви кажувам, но се обидувам со моето, би рекол,
мало знаење да го објаснам ова колку што можам. Така да на крајот од денот, како што кажавме, значи користи стандарден тип на програмерски јазик кој што е познат на многу од програмерите. Дополнително вели ова јазик кој што е многу близок до JavaScript програмерите, кој што исто така може нормално да девелоперите кои што може да го користат. И исто така како што успеав да видам малку подолу го користи Rust, тоа е еден од блокчейните кои што тоест програмските јазици кои што е доста популарен на многу од блокчейните моментално, но пак ќе кажам кога еден блокчейн користи ваков тип на програмски јазици кои што се познати на сите програмери надвор од блокчейн сферата, која што е многу помала, многу јасно дека ќе има многу поголема популарност и многу полесно девелопери ќе може да или делумно или целосно се префрлат и работат на ваков тип на софтвер. Така да ова е доста позитивно за самиот проект. Да, како што кажав, значи тоа е идејата на овој на овој програмски јазик и според она што го видовме од кажаното, наводно овој јазик многу лесно може да се користи за ваков тип на апликации кои што користат Zero Knowledge ZK Proof. Како што кажавме, самиот Midnight има своји нодови. Значи нодовите како што можеме да видиме паралелно функционираат со Cardano нодовите. Значи гледаме дека има синхронизација помеѓу нодот кој што постои моментално на Midnight и нодовите кои што постојат на Cardano. Тоа е делот кој што они го превземаат на Cardano нодовите за безбедност. Јас целата овие два таба, каде што детално стои како моментално може и каков тип на нодови може да направите, ќе бидат ставени во дескрипција, каде што може да ги најдете сите битни информации, нормално конфигурации, се што ви е потребно за да направите архивски или целосен нод на Midnight. Ова е нешто што и ние дефинитивно ќе го погледнеме. Нормално на тој начин ја обезбедувате мрежата и ги процесирате трансакциите на овој блокчейн, а нормално станува збор за Delegated Proof of Stake, според тоа што го видов, иако не можам точно да го потврдам, затоа што немам Lace и немам Midnight токени се уште, треба и ние да направиме клейм, уште не сме направиле. Односно, кога станува збор за стейкинг, како што веќе спомнав, Lace новчаникот на Cardano, кој што може да го додадете како екстензија на вашиот браузер, значи ќе биде местото каде што наједноставно ќе може да ги стейкате вашите Night токени. Многу често овие браузери, тоест браузер екстензии ви дозволуваат да атачирате, практично да користите пример Ledger или некаков тип на cold wallet за да може да стейкате, не морате да ги депонирате вашите коини овдека. Така да Lace е, како што успеав да видам, единственото место што јас го најдов каде што може да ги стейкате вашите Night токени. Со тоа што во однос на стейкањето видовме дека има екстремно голема награда. Значи, еве, официјално потврдено дека стейкингот може да го направите на Lace Wallet-от и наградата е екстремно голема, дури јас се изненадив. Станува збор за награда од 45 до 91% APR, значи тоа е на годишна количина, екстремно голема количина на стейкинг. Пак ќе кажам, не е потврдено, ова се податоците кои што да ги најдам, има многу малку податоци, станува збор за екстремно нов блокчейн, но гледаме дека веќе има, би рекол, доста добар фундаментален дел, сега ќе разговараме за истиот. Значи, јас некако не ми се верува, на неколку места го најдов истиот податок, но затоа што ние немаме се уште треба да направиме клейм, не сме имале време тоа да го направиме. Значи, се уште не можеме да го потврдиме ова како конкретен податок, ако некој од вас има податок за тоа колку е APR на стейкинг на Lace, ќе ве замолам, оставете ни коментар во видеото, дефинитивно голем дел од луѓето ќе сакаат да го знаат овој дел. И како што можеме да видиме, нивниот екосистем моментално функционира, гледаме повеќе категории, гледаме најразлични апликации кои што моментално функционираат. Голем дел од овие веќе ќе ги знаете. Alchemy Pay, Anchor Protocol веќе обработени на нашиот канал. Гледаме, би рекол, малку поголеми институции, BitGo, Brave, браузерот, знаете дека самиот по себе има и свој блокчейн дел, Bybit меношницата, CoinGecko, она што го користиме како страна за статистика и така натаму. Значи гледаме некои интересни играчи кои што се доста големи, а се веќе дел од оваа институција, Fireblocks исто така да не заборавиме. Сега кога доаѓа за фундаментална анализа, оние вести кои што успеавме да ги најдеме за овој блокчейн, првата работа која што успеавме да најдеме е дека моментално како нодови, значи зборуваме full nodes на Midnight, се појавуваат многу битни имиња. Во многу места до сега успеавме да најдеме дека MoneyGram, WorldPlay, Google Cloud веќе имаат свој нод на оваа мрежа и се екстремно заинтересирани за користење на истиот, затоа што им дозволува
да има zero knowledge тип на трансакции за своите клиенти, за своите нормално тоа би рекол, оние кои што се на нивниот апликација како MoneyGram за праќање пари или Google Cloud за било каков тип на податоци, нормално storage. Исто така не само овие три, дополнително најавме и некои други имиња како Vodafone и eToro, исто така се моментално оператори на Midnight, односно имаат свој нод. Мене кој прашуваат, ова е голема работа, со оглед на фактот дека овој блокчейн постои, како што гледате и сами, само 5-6 месеци. Веќе имаме екстремно големи имиња кои се заинтересирани за да имаат своји нодови на овој блокчейн. Зошто верувам дека е ова? Да се потсетиме дека Cardano моментално е второ, односно трето место, нели варира во однос на децентрализација, односно една од најголемите мрежи на самостојни нодови и важи за еден од најдецентрализираните проекти во криптосферата. Кога вие градите на ваков тип на мрежа која што ви дава екстремно добра децентрализација, плюс да се потсетиме дека Google го стави Cardano како број 2 проект за заштита од блокчейн кој што има најголема заштита од квантни компјутери, значи станува збор за екстремно позитивна мрежа, екстремно добра квалитетна мрежа. И сега на ова кој ќе додадете и Zero Knowledge Proof, верувам дека тоа е причината поради која што имаме волку голема заинтересираност. Дополнително на неколку места се појави податок дека Monument банката од Мала Британија веќе иницирала почетна фаза на токенизација на 250 милиони фунти на retail deposits. Ова се депозити од нивните клиенти кои што ќе бидат во исто време еден на еден во однос на фунта, нормално во слично на стейблкоин и дополнително во било кое време истите ќе може да ги променат назад во стейблкоини. Она што е екстремно позитивно не е само дека ви дава privacy во однос на она што го програмирате, туку дополнително дека се спомнува дека станува збор и за privacy stablecoin. Значи ова е нешто што јас до сега прв пат го среќавам, кога станува збор за stablecoin кој што е на пример врзан во фунтата, нели еден на еден како Anchor, како PEG, а во исто време истиот е така наречено privacy stablecoin каде што вие нема да може да гледате на пример кој се праќачот и примачот директно, тоа ќе мора да го правите преку соодветни услуги ако имате така речено интегритет, ако можете тоа да го направите ако сте институција на пример. Така да ова е крајно позитивно кога гледаме дека големи играчи веќе се заинтересирани за вака нов проект. Уште еден интересен податок кој што дојде пред само една недела е дека CoinSpot, едно од најголемите менувачници во Австралија, моментално го излиста Night токенот на својата централизирана менувачница. Знаете дека за почеток тоа е доста позитивно, затоа што ви дава ликвидност, ви дава нормално пристап до клиенти, пристап до луѓе кои што може да инвестираат во овој коин. Кога станува збор за техничка анализа, значи ние зборуваме за екстремно нов коин, како што гледате и сами станува збор за bear фаза уште од самиот почеток, слично на сите коини кои што испаднаа во 2025 година, исто и за Night токенот, без разлика дали овој, дали се други проекти, нема разлика, кога сме bear market, сме bear market и неговата цена моментално е во постојан пат и очекувам дека ќе биде, се додека не добиеме позитивно движење на биткоин. До тогаш, пак ќе напоменам, ова е почетниот канал во кој што гледаме движење на Night токенот во bear фаза. Така да нема нешто многу да се зборува, на крајот денот не заборавајте дека ова е многу млад токен, скоро и да нема индикатори, значи многу е тешко да се направи техничка анализа на коин кој што е нов. Во однос на токеноме исто така можеме да забележиме дека има голема количина од основните токени кои што веќе се доставени до што за коин кој што е стар само 5-6 месеци е одлична информација, затоа што имаме 65-6% од вкупната количина на токени се веќе распределени на пазарот. Проблемот е што имаме многу малку информации во однос тоа како се распределени. Односно, прво, линкот кој што е поставен овдека, поради некоја причина не функционира. Второ, она што го знаеме, кое што нормално не верувам дека е апдейтирано, е дека моментално вкупно 24 милиарди токени, 3,5 милиарди се од Glacier Drop, тоа е она што го добивме сите, околу 170,000 луѓе, во однос тоа колку поседува нели од овие коини кои што ги покажеме претходно. Scavenger Mine, тоа е втората фаза која што исто така објаснета во видеото и третата фаза овде. И дополнително, како што видовме, има голема количина на токени кои што се распределени во оние лаунч пулови кои што ги спомнавме на самиот почеток. Но нема доволно информации за тоа каде се и нормално кои
ги има овие токени, сега ќе го покажеме тоа, значи кога станува збор за Tokenomist, значи да видиме како изгледа vesting schedule, нема информации. Значи ова е голем проблем за еден проект, каде што немаме информации за тоа што се случува со неговиот vesting schedule, а се уште има околу 30% од токените кои што треба да бидат распределени. И овдека исто така, кога веќе зборуваме за самата токеномија, би преминале и на последното прашање, а тоа е нормално како изгледа децентрализацијата, кој што исто така поврзана со самите коини, односно токени. Можеме да забележиме дека на CoinCarp за Midnight немаме rich list, каде што најчесто проверуваме кој и колку токени поседува на неговиот блокчейн. Она што го имаме е на CoinMarketCap, каде што имаме дополнителни информации за тоа кој колку поседува од овие коини, односно токени, и овдека е страшниот дел. Односно, ако овие коини ние сме ги добиле гратис, тогаш нас нема да биде проблем да ги задржиме некое време и потенцијално да одлучиме кога би ги продале. Че има околу 12.500, тоест 12.500 моментално луѓе кои што ги поседуваат овие токени. Се извинувам, ова не е 12.500, кој ова е 125.000 ќе дојде, 125.000 адреси кои што ги поседуваат. Проблемот е што, погледнете го ова, 96,7% од вкупната количина на токени во циркулација моментално се во топ 10 адреси. Тоа е екстремно голема централизираност. Значи, како што можеме да забележиме, 281 милион во оваа адреса, тоа се 53% вкупната количина, 24% во оваа адреса, 14% во оваа адреса. Значи, овие три адреси моментално се екстремно големи. Надолу гледаме дека има релативна децентрализираност. Но првите три адреси нема информации што се. Значи, реално не можеме да знаеме што е оваа информација, тоест што е оваа адреса, дали е ова на тимот. Значи, на вистина нема никаква информација, ова е проблем. Затоа ваков тип на централизација може да биде проблем за еден проект и затоа нели не можеме да знаеме како ова би се одразило понатаму на проектот кога станува збор за децентрализација, тоа е доста проблематично и како што кажавме, немањето на vesting schedule, значи ние не можеме да видиме како ќе бидат распределувани следните токени и на кого. Значи тоа е многу голем проблем. Понатаму немаме ETF, нормално ова е екстремно нов проект, исто така нема ни DAT. Значи кога станува збор за DATS, ова се компании кои што нели направиле одреден волт, односно директно купуваат коини, односно токени од одреден блокчейн. Нормално немаме DAT, ETF немаме 100%. Кога станува збор за токенизација, исто така нормално дека ова е екстремно нов проект, но дури и да е, многу често како Кантор се случува да имаме потенцијално, во оваа ситуација нема, како што може да забележите, ова е overnight, нешто сосема друго. Кога станува збор за Midnight, исто така нема, но ова не е зачудувачки со оглед на фактот дека се уште на Cardano нема токенизација, што значи дека од тука потекнува. Значи гледаме дека како нов проект навистина многу работи фала. Кога станува збор за ликвидност, ние гледаме дека има активен екосистем, но немаме податоци. И ваквиот недостаток на информации е доста проблематичен. Значи како да знаеме колку моментално има би рекол во оваа ситуација, погледнете и сами. Значи немаме информации за тоа како изгледа моментално ликвидноста на самиот блокчейн, да видиме колку капитал моментално имаме дел од него. Еве Cardano како негов екосистем од кој што се наоѓа Midnight, исто така како што може да забележите, не можеме да го најдеме моментално. Midnight пробав да го најдам, не успеав. Значи можеме да видиме дека и овдека го нема како проект кој што моментално се развива како сайдчейн на Cardano. Значи дека не постојат информации за тоа колку голема ликвидност има во овој екосистем кој што покажавме на самата апликација. Кога станува збор за најбрзи нормално блокчейни, исто така, иако станува збор за Layer 1, да се потсетиме на крајот од денот, ова е Layer 1 кој што процесира своји трансакции, немаме информации за тоа колку е брз. Значи навистина недостигаат многу информации, можеби затоа што се уште нов. Погледнете, кога станува збор за токен терминал кој што го користиме за интернални податоци за тоа како функционира моментално самиот проект. Значи, она што успеавме да го најдеме е поврзано само со неговиот market cap, тоа веќе го знаеме. Единствениот дополнителен момент кој што би бил интересен за нас, нормално, би бил trading volume, кој што можеме да забележиме дека во текот на претходниот месец февруари бил екстремно низок и сега повторно почнува, би рекол, градуелно да расте. Верувам дека откако луѓето почнаа да ги земаат токените, гледаме дека има некоја заинтересираност, имаме трейдинг волюм во просек негде околу 566 милиони до 1 милиарда и 500 милиони на неделно ниво.
во однос на трговија и размена на токени. За жал, немаме повеќе информации, знаете дека овдека многу често имаме информации од аспект на колку е ревенју, колку трансакции, за жал такво нешто се уште нема, верувам дека затоа што е нов проект. Исто така и во однос на тоа, нели, колку девелопери работат на него, колку скрипти се пишуваат на него, како што може да забележите, немаме информации. Значи, па ти кажам, тоа е проблемот со нови проекти, кога ти кажеме дека треба да истражиме одреден нов проект, што на вистина имаме многу мала количина на информации. Еве, кога би требало да провериме дали има девелопери, како што може да забележите, немаме. Значи, за овој проект нема апсолутно никакви информации и затоа многу често имајте во предвид кога станува збор за нови проекти, многу е тешко да се најдат информации, затоа што и овие, би рекол, апликации и останати страни кои што ги користиме, потребно е време истите да ги прибават овие информации или пак самиот проект треба да ги достави до нив. Сега за сега, како што може да забележите, има многу мала количина на информации. Значи, апсолутно дупка имаме во однос на тоа колку девелопери, колку активност, колку капитал има во однос на неговиот DeFi сектор, за да станува збор за Layer 1. Немаме никакви информации за неговиот vesting schedule, видовме дека 3 новчаници држат голема количина од нивните токени. Потенцијално ова се токени кои што понатаму ќе бидат користени за staking rewards или така нешто, не сум сигурен, но како и да е, значи ова е навистина екстремно голема бројка на токени во 3 новчаници, а нема информации од каде и зошто имаме таква количина на информации нормално на токени во овие 3 новчаници. И кога станува збор за Midnight како entity, значи ова е како така речено ентитет, компанија или што и да е, како што може да забележиме, нема информации за тоа, на пример, кој ни ги држи, како што може да забележите и сами. Значи, единствено во однос на коините кои што ги држи, нема ниту еден токен. Имаме токени кои што потекнуваат, и сега пак ја дури не верувам дека се ова токени, туку ова е количина, верувам, на токените кои што се наоѓаат, пак навистина многу збунувачки направено. Значи, PancakeSwap, Bybit и Binance, ова се нормално една децентрализирана менувачница, и овдека немаме, да речем, дали е тоа се, на пример, Cake токен на PancakeSwap или пак е BNB токен на Binance, имаме само количина на вредноста. Она што можам да го препоставам дека кога станува збор за овие, тоа е BNB и Cake, не се сеќавам на Bybit како се нарекува токенот, верувам дека тоа се токени кои што ги поседуваат од овие централизирани и децентрализирани менувачници. Овдека најтокени јас не гледам. Што значи дека тоа уште повеќе го збунува моментот кој ги држи овие новчаници со 53% од токените, кога не се ниту во така речено старателство на Midnight проектот, или пак се заклучени во одреден escrow, па отклучува во однос на стейкинг, не сум сигурен, зашто немаме доволно информации. Тука е најголемиот проблем. И реков, поради тоа е и главната причина поради која што ние за сега нема да инвестираме во овој токен. Она што ќе го добиеме од дропот ќе биде единствената количина на токени која што ќе ја држиме сега за сега, додека не добиеме повеќе информации за овој блокчейн. Дополнително, уште едно прашање кое што исто така не го одговоривме е кои менувачници моментално го имаат за тргување. Значи Gate.io, OKX, Binance, KuCoin, Bybit, Kraken, MEXC, да видам дали овдека е Coinbase. Тоа е единствената голема што фали моментално според оно што гледам. Да, очигледно единствена која што ни фали е Coinbase од нели стандардните, би рекол, големи менувачници кои што моментално ги имаме, и верувам дека листање на Coinbase ќе донесе сигурно солиден памп на цената. И за крај нормално да провериме дали ги одговоривме сите прашања. Значи, првото дефинитивно во однос на апликација roadmap се уште не може да разговараме, значи само што се спаднати 4-5 месеци, они сами не знаат кој е roadmapот. Техничка анализа премногу мал, премногу краток период, ќе го направиме тоа потенцијално во апдейт. Партнерства, како што видовте и сами, тоа се оние големи играчи кои што имаат нодови, значи тоа е позитивната работа која што би го оправдала потенцијалното инвестирање во овој проект. Вести за проектот објавивме, менувачници, ETF, ETP немаме и нормално датцови. Поврзано со критични судски случаи нема сега за сега. Се тоа што е околу токеномија дефинитивно го објавивме, кажеме дека има големи недостатоци и нормално недостатоци во однос на децентрализација, каде што 3 новчаници поседуваат екстремно голема количина од токените. И за крај, уште еднаш, доколку ви се допаѓа ова што го работиме, станете дел од нашата Patreon заедница, каде што нормално прво ќе добиете привилегии за тоа што сте дел од истата, а вие ќе ни помогнете финансиски оваа работа и понатаму да продолжи, за да можеме да креираме повеќе едукативен материјал за македонците на македонски ширум светот. Дополнително ќе може да бидете дел од нашите чатови, каде што ќе може заедно со нашите учесници, други да речем лица кои што се дел од оваа
заедница, да анализирате, споделувате информации и така натаму, имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно, имате лайвстрим кој што го реализираме еднаш месечно, тоа ќе биде потенцијално не следната понаредната недела, каде што одговараме на сите ваши прашања, исклучиво за Patreon заедницата. Дополнително, како што веќе кажавме, гледате, блогот веќе имате пристап до секојдневните нови информации кои што ги генерира самиот блог, пристап до страната и сите овие офлайн видеа, како што е моментално ова, прво ги доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа и до сите наши нормално гледачи. И за крај, доколку сакате да го реализирате вашето годишно членство со крипто, ќе добиете 30% попуст. Само испратете на cryptogimidžija@gmail.com во која валута би сакале да уплатите, ова се цените, а ние нормално ќе ви испратиме назад линк за годишно членство на нашиот Patreon канал. Благодарам на сите, се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGimidžija. Listen up, class is in session tonight. CryptoGimidžija, here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. CryptoGimidžija, teaching you the way. But never all in one day. DCA is strategy, patience is the key. CryptoGimidžija, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. CryptoGimidžija keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seeds, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. CryptoGimidžija, your educational guide through the